Денеска се наоѓаме во Берово, помеѓу граѓаните во Берово и Беровската општина. Ја користам оваа прилика на сите верници од православна вероисповест да им го честитам овој голем христијански празник, да им посакам многу здравје, среќа, успеси на нив и нивните семејства во периодот кој што ни доаѓа да се радуваме за успешна, среќна и просперитетна Република Македонија. Но за жал, под искуствата кои што ги добивам овдека од граѓаните во Берово и Беровско, ситуацијата не е баш таква на која што ние се надеваме. Граѓаните се тажни, црна е сликата која што преовладува во Берово и Беровско. Се сретнавме со реални, сериозни екзистенцијални проблеми. Знаете дека откупот на сливата заврши неславно, односно заврши трагично. 20.000 тони слива остана неоткупена. Луѓето не можат од крај со крај да сврзат, луѓето се наоѓаат во тешка мака, имаат сериозен предизвик како да ја поминат годината до следната реколта. Истото се случува и со младите од овој крај, го напуштаат, масовно го напуштаат овој крај. Луѓето навистина мачат како да ја совладаат екзистенцијата, односно да ги решат основните екзистенцијални проблеми. Како така ја користам оваа прилика на сите оние рудари во рударско-енергетските комбинати Осломи и Битола да им го честитам денот на рударите, но истовремено и на сите оние рудари кои што се во окната широм родниците во Република Македонија да им го честитам празникот и да им посакам среќно во совладувањето на нивните секојдневни работни обврски. Република ДПМН ја подготвува програмата која што ќе биде презентирана пред граѓаните наскоро. ВМРО ДПМН во својата програма предвидува сериозни решенија на сериозни екзистенцијални и реални проблеми на граѓаните. ВМРО ДПМН не ја базира својата програма на гол наратив, популистички ветувања кои што се ветуваат и даваат пред предизборните кампањи, а потоа се бега како ѓавол темјан за нивна реализација. ВМРО ДПМН е политичка партија која што стои на зборот и она што ВМРО ДПМН ќе го стави и ќе биде дел од нејзината програма ќе го реализира.